Човекот што мислел дека умрел. Си бил некој ром и имал 10 деца и една бела кобила со која идел в планина и носел јаглен што им го продавал на ковачите и со тоа ги прехранувал женаци и децата. Еднаш така ромот пак отишол на планина, се качил на едно дрво и почнал да го сече под себе. Минувал тука некој човек и му рекол: "Внимавај, мајсторе, ке загинеш." А ромот му одговорил: "Ајде де, нека те носи Господ, од каде пак ти знаеш дека ќе умрам?" Човекот си заминал, а не изминало многу време, паднало дрвото и ромот со него. Тоа може би беше Господ и сакаше да ме опомене, си помисли ромот. Станал и потрчал по човекот, го стасал и му рекол: "Не сум знаел дека ти си Господ, но сега гледам дека си, па те молам, кажи ми кога ќе умрам." "Ке ти кажам," рекол човекот, "внимавај добро, кога кобилата 3 пати ќе прдне, ти веднаш потоа ќе умреш." Кога го слушнал тоа, човекот внимавал да не претовари многу кобилата, за да не го направи тоа што му го рекол човекот. Но кога таа почнала да се искачува по еден стрм рид, прднала. Ромот се исплашил, но немал каде. Малку потаму кобилата уште еднаш прднала. Ромот уште повеќе се исплашил. Ја симнал шубарата од главата и ја ставил на задникот на кобилата. А таа само што тргнала, прднала и 3 пат, а шубарата летнала и паднала на земи. Ромот си помислил дека веќе е мртов, па ја врзал кобилата за едно дрво покрај патот, а тој легнал во една дупка блиску до кобилата. По некое време дошле 2 волка и ја изеле кобилата, а ја оставиле само главата. "Јадете, само јадете," си велел ромот, "да бев жив, не ќе ја јадевте мојата кобила." Цела ноќ ромот преседал во дупката. Кога се разденило, станал, ја зел главата на кобилата, ја ставил во вреќа и ја однел дома. Децата истрчале пред куќа. Тој ја фрлил главата пред нив и рекол: "Бегајте од мене, јас сум вампир." Жената го фатила за рака и му рекла: Не плаши се, човеку, не си вампир." И така ромот се освестил и пак си дошол на себе.